Колку си заинтересиран за политичките избори? Па не сум многу информиран. Не би кажал дека е нешто што многу ме интересира, ама е нешто што е битно и треба да бидам информиран. Не многу, во некој степен мислам дека не сум тотално ноншалантна, сакам да си ги разгледам опциите и да видам што е таму и како стоиме во државата. Па искрено да ви кажам, не сум толку многу заинтересиран затоа што не ги гледам политичките избори како излез од кризната ситуација во која се наоѓаме моментално и сите избори кои ни се понудени некако се, како да се изразам, фалични. Прилично многу сум заинтересирана за изборите. Зошто, на кој начин? Како се информираш за изборите? Па генерално ги читам програмите за изборите, но например тешко е да се добијат многу од програмите. Сум праќала мејлови например за да ги добијам и многу проблематично може, освен ако не се двете најголеми компании или уште некоја екстра не компанија, се извинувам, партија, тогаш тешко е да се добијат тие програми. И на вебсајтовите се многу апстрактни, а и сите веќе почнуваат да наликуваат едни на други. Не сум толку заинтересиран, меѓутоа сакам некаква промена во Македонија. Повеќе кон младите. Па не сум многу заинтересиран искрено. Па не сум. Зошто не си заинтересирана? Бидејќи знам дека ништо нема да се смени искрено. Доколку би бил политичар, што би сменил во државата? Па прво би почнал од најосновните проблеми кои ги засега народот, поточно, например, луѓето немаат пари за да живеат во државата. Ние се фокусираме на некои работи кои се стварно, да ги наречам, банални. Мислам дека треба да се фокусираме од најосновното, да ја поправиме државата, внесеме некој систем кој ќе работи, да нема корупција, или корупција мора да има, или колку може да се намали. Да има повеќе работни места тука за младите барем, да им се користи талентот. Оти многу талентирани млади си одат надвор од Македонија. Има, според мене, ги имаме едни од најталентираните деца што ги имаме тука. Сметам дека Македонија не го прави тоа што треба. Не ги поддржува, дефинитивно не ги поддржува. Повеќе вложување во образованието, бидејќи младите се многу битни, тие се водилка во државата, мислам дека е многу битно да се вложи во иднината. Начинот на кој што не се распоредени финансиите. Веќе многу пари трошиме на некои си работи што ги имаме на хартија, ги немам видено јас. Мислам, многу работи, конкретно би сакала да го смена менталитетот на начинот кој што ние мислиме, не само кога доаѓа до корупцијата или до идејата дека нели ако одиме било каде во странство би било поубаво, туку и менталитетот дека нашата држава е катастрофална или дека никогаш не може нешто да се смени, тоа што на крајот на денот кога ние веруваме дека ништо нема да се смени, кога ние си одиме, тогаш навистина нема да се смени, тогаш во право сме, тоа што тоа го мислиме. Па би им дала повеќе шанси на младите место на цело време на пензионерите. Колку е важно учеството на младите во политичкиот процес? Многу, во однос на тоа само многу луѓе не излегуваат да гласат, бејќи не ги интересира, не е битно дали ве интересира или не ве интересира, излезете бејќи барем знаете дека вие сте го искористиле тој глас. Па многу е важно, но јас како млад граѓанин се осеќам дека е многу тешко да се навлезе во политиката или да се направат некои значајни промени, да кажеме без да биде некоја предизборна кампања. Затоа што стварно немаме пристап до тие системи, како например во Европа што има да можеш како млад идеш да се ангажираш, да работиш за општеството, да им помагаш на луѓето, да се запознаваш со луѓето во твојата околина. Па мислам дека е битно, но кај нас не знам колку би се сменило и да сме дел од тоа. Прилично, според мене, многу треба да е важно, но не изгледа дека имаме многу мојк. Тоа е нешто што е голем проблем во нашата држава. Ние не се чувствуваме дека имаме мојк и затоа имаме апатија. Мислам, јас не знам ни еден друг млад човек што ги има прочитано програмите на претседателските кандидати, пример. Мислам дека е битно, меѓутоа кај нас во Македонија мислам дека не ги едуцираат младите доволно за политика. Мислам дека многу млади не знаат уствари што се дешава и зашто е политика.